Заврши голготата на земјоделците од Овчеполието, чии ниви и ова лето буквално гореа за вода. Каналите за наводнување од системот Брегалница се полнат, а на некои места нивите за прв пат ќе бидат навадени на време. Родот е спасен во последен момент. Еве, ја пипер горе имам. Ако не го навадим, ќе се исуши. Тоа е. Патлиџани исто така. Бостан се садеше од годините, ама овие години, еве 3-4 години нема ни бостан, ни дин. Нема со што да се наводнува, дури од нек ни пуштија канало, системот. И народот ќе се испотепа за вода. Не може да дојде до ред. Сувите канали од системот за наводнување се проблем кој се провлекува со години. За земјоделците си ги спасат посевите со бостан, детелина и пченка, беа приморани наместо да работат да протестираат на патиштата. Лошото искуство од лани е причина за добар дел од нив. Годинава пред време се откажат од земјата. Пред време, речи не сам ни цепки носил ни ништо, тоа е работа. Вода нема. Имат батројци што водат, оние се сите откажаваат тука у село, никој не вади. А воја канало е целиот распаднат од Исти бање до ондека до Каратманово. Сега ќе пуштат водата, он понира доле по земјата. Тоа се испукано. Дека состојбата со системот за наводнување е катастрофална, потврди и министерот за земјоделство, кој вчера попладне беше на терен за да види каков е протокот на вода во каналите. За разлика од претходните години, водата стигнувала на крајот од сезоната, кога воопшто не е потребно да се наводнува. Сега имаме вода кога навистина е потребно, поготово за лозовите насади да бидат снабдени со вода. Каналите не се исчистени навремено и не е менаџирано како што треба со самиот систем за наводнување. Еден од основните проблеми со кој што се соочуваме е тешкото пристигнување на вода до определени позиции. Минатото лето поради сувите канали земјоделците од Овчеполието неколку пати го блокира експресниот пат Штип-Велес, а оваа сезона на предупредувачки протест излегоа пред 2 недели.